Македонскиот мнозински народ ќе стане малцински барем по застапеноста во новиот владин состав. Ова ќе биде реалноста по се поизвестниот влез на Алијанса во владата. Ако Димитар Ковачевски и Арбен Таравари постигнат финален договор, албанците ќе имаат еден министер повеќе на сметка на македонците. 10 ќе бидат од албанскиот политички блок, 7 министри од македонскиот. Таравари сигурно би требало да ги добие правда, каде место Тупанчевски ќе дојде актуелниот член на ДИК Кренар Лога, ќе го добиат и здравство, каде место Беким Селед алтернатива ќе дојде инфектологот Фадил Цана. Во зависност од одлуката на алтернатива дали ќе останат во владата или не, можат да добијат и трето министерско место, она во информатичко општество каде што шеф е Адмир Ималити. Ако партијата на Африм Гаши реши да остане во власта, тогаш можно е вице-премиерското место за економски прашања да го загуби Фатмир Битики од СДСМ, за да бидат задоволени барањата на Алијанса за албанците. Со влезот на Таравари во владата нема да се промени ништо, смета лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Вели само во наредниве десетина месеци колку што остануваат новаа власт, ќе видиме неколку нови, побогати политичари на сметка на осиромашувањето на обичните луѓе. И се губи, како да кажам, надежта кај граѓаните во Македонија дека може нешто да биде подобро, бидејќи гледаат како на отворена сцена политичарите се препелкаат за функција повеќе, за тендер повеќе, за некое материјално задоволство повеќе, без суштина, без некаква политика која што би значила подобар живот за граѓаните во Македонија. Ке имаме неколкумина побогати политичари кои што ќе бидат носители на функции сега од редот на Алијанса за албанците, а народот буквално нема да добие ништо. Покрај вкусниот колач изразен во министерски позиции, Алијанса ќе добие и заменици во земјоделство и одбрана, а и двајца државни секретари во труд и социјала и уште еден ресор кој дополнително ќе биде утврден. Директори ќе добијат во Пошта на Македонија, МЕПСО, Државниот просветен инспекторат, Агенцијата за управување со одземен имот, заменици директори во Царина, УЈП и ЕСМ. Од Алијанса велат дека целта на нивниот влез во владата не било никакво богатење, туку помош за Македонија да продолжела на патот кон ЕУ.